Познатиот турски патописец Евлија Челебија, поминувајќи низ крисурата на Радика, во својот дневник запишал: Ако сакате да ја најдете културата на народите, испружете ги рацете помеѓу планините Бистра и Крчин, помеѓу селата Лазарополе, Галичник, Ростуше, Велебардо, Битуше и Требиште. Таму ќе ја најдете културата на народите. Ова е Чичко Зенил Ахмеди од Ростуше, еден од најстарите жители во Ростуше, роден 1923 година, и тој ќе ни ја раскаже приказната за изградбата на најстарата болница во Ростуше, изградена 1929 година. Оваа болница е изградена за време Краљевина Југославија, 1929 година. А се изгради и се почна во употреба 31 година, кога дојде еден лекар рус, доктор Јосиф, имаше дете Никола го вика, разбираш, а Стеко ми беше туе, разбираш, као служител во болницата, и јас си одев со тој Никола, се здружив и таму сум седан преку денот, стално одев ке него. Имаше жена, казакиња, разбираш, па таја беше меракелја на коњи да трчат, па ќе се отстрикоми, ќе земаше од целото коња, станицата имаше една кобила Милка ја вике, и ќе трне од Алија чешма, па до кафаната Ростуше све со трчачи корак, разбираш. И затоа ја го памта човекот туе како седа годиња, не знам до која беше, до капитулацијата на Краљевина Југославија, така мислам. Разбираш, после се повлече си замина, после дојде по него пак еден други германец, Јосиф Шнајдер, се викаше тој. И тој не седа многу, едно 3 години, и тој замина, капитулира Југославија, и тој се повлече, разбираш. И така ја знам болницата, тој беше јак лекар, беше ми рекла за пиење, пиеше ракија по 1 литар во денот, разбираш, навечер, па стрико ми го носеше од капана до болница, разбираш. Таму сум спан, баш на една, имаше една како се викат мечката кожа, препарирана, од поларна мечка имаше кожа, па туе си играме со детето негово, Никола се викаше, као 7 дни предите. И затоа ја памта врло фино, разбираш, болницава, бидејќи туе сум као дете уште растен, разбираш, до 4-то оделење, разбираш, се расправав со болницата стално. Од тој веќе зарастев, пак си имаме свој рабоче и се оделиме од кажамине тие. Јас се повлеков за мојата работа и болницата продолжи, разбираш, со луѓе, со посада, чак имаше дел од болницата купатило, па као деца не носе во секоја собота на капење. Ево овие пенџери овде се од купатилото, овде, од купатилата, разбираш. Го памта и тој Радко се викаше, што и палеше, казанот што палеше за да се бањаме од училиште, секоја собота одевме туе да се бањаме, не носе учителите. Болница не беше градена само за селата наши, ова беше нашо место, Срез Галицки, Барошче, Ростуше му беше името, Ростуше. Таа служеше, рече си, од Маврово, иде овде и леже во болницата луѓе, па све со Бошко мост граничеше, од време таа граница, Дебар си беше од туе натаму, а овде ка беше Срез Галички, Лазарополе, Маврово, Тресанче, Росовка, Скудриње, па чак до Маврово, разбираш. Тој беше срезот. Туе имаше општина, имаше началство, имаше жандармерија, имаше финансии за тутун, финансии, имаше пошта, Ростуше, зате го назвае таа време уште да се викат Варошица, Ростуше. Јас досега ви кажам за болницата, разбире, а сега да ви кажа лично нешто за мене. Јас сум многу, имам пребродено во животот овде, ко капитулира Југославија, дојде Италија ке нами овде. Албанците и италијаните седе 4 години. Ми сум препрлан преку граница на печалба во Албанија, разбираш. Пак назад, па после сме отишле во
со група од битуше мајстори предуземачи во Шкодра. После тоа 44-та заминав, разбираш, во ратот во Сремски фронт. 35 месеци во Ростуше немат заслуган колку јас и неколку другари мои да ја опишам. Ете, Мреđe, Пшевкија, Дилавер и поче неколцина. После ослободување во ратот, останав уште 13 месеци во КНОЙ, Корпус народне одбране Југославија, 6-та дивизија КНОЙ, Иванград, Беране, разбираш. И така сега гледам, а зошто најпосле ја со моите заслуги и после ратот бев 4 години секретар во власта, све преку мене тешките работи. Разбираш, откупи бе тоа, откупување на стоката, мораше засадување, туптуни работи, акции, се градеше. Македонија е градена само со акции и со сопствени запирања. Секој месец во мојот живот ја имам. Ми се запирани 4%, 5%, 2%, 3%. Така е градена Македонија. Жарко Симоновски е еден од постарите жители на Ростуше, роден 1923 година. И тој ќе ни раскаже својата приказна веднаш по ослободувањето, како беше културниот живот во Ростуше и регионот. Во Ростуше после ослободувањето ние формираме културно-уметничко друштво. Друштвото се викаше Братство. Имаме оркестар, као оркестар од Јавев одговорен. И имам пејачка група. После тоа формирам исто игрорна група. Најигрорната група беше Ирфан Бечири. И настапуваме Галичник, Лазарополе, Дебар, Гостивар, Тетово, Скопје, настапуваме и то со надпревари. И сега, можда не знам како би рекол, со голем успех тоа го, сепак имаме, како да речам, сегде ме поздравени. Сега друго, што би рекол овде? Како изгледаше Ростуше во тоа време? Опишете ни го. Што имаше во центарот тука? Па имаше хотел, така се викаше Југославија. Среско место беше овде, мислам, околија. Училиште, осмолетка. Дали работеше, каде работеа луѓето? Чилимарата работеше, се формира Чилимара, работеше што се вака. И тука ја бев и као магацинер што ја работав. А Чилимарата не мов точно да ви кажам, броеше околу 40-50 души, што за све. Претежно жени се ткаја и персиски чилими. Не мислам само од Ростуше, ми од другите села овде што работеа во Чилимарата. И друго, живееме добро, како да речам, затоа се викаше и друштвото Братство, значи беме многу здружени, колективот, Одеше појме ми, тоа се мораше да се аплаудира, да се све нај. Ќе поразговараме со Јакуп Јакупи од село Скудрине, роден 1928 година, човек кој умее да раскажува за минатото и за сегашноста. Па кажете ни нешто како се живеело во Скудрине во многу поодамнешни времиња
Во оние времења уште кога ви раскажувал вашите родители, кога ви раскажувале, а и вие како дете се сеќавате, нели, и до ден денес? Види, животот во, пример, во Скудриње, гурбечки поќе, сиромашки народ, секој ако имал за 3-4 месеци нешто оваа, и после го, нарочито гурбетот, да речам. Гурбетот понапред оделе, значи, сега да испомнеме, него ќе спомниме само за Грција преку зимата се обирале овде нивјето, костењето и по 3-4 групи по 5-6 души оделе за воден во Грција. И на 2 недели пред Ѓурин се враќаа назад. Ја како дете памтам, кога иде, зашто го не беше толку патовка сега, значи кога иде од преку Галични, преку Бистра иде, ние како деца и чекавме долу, значи, кој иде. Значи тоа е животот, значи, редовен. Преку летото ќе седе дома, некој нивиче приработал, нашол во гостива работа, нешто поработал, дрва прибрал, а обавезно скудринците кои не можеле да издржат во тоа време, значи, како сиромашки, преку зимата оделе свите скоро нагрубет. Ја викам до 3-4 души, ама тоа зависит како кој кора. Значи, тоа е животот и речено само со гурбечески живот. Слаб е овде, нашиот крај слаб, не се да нашиот. Земе од Решица, од Дебор, земе, значи Молничани што викаме, земе до Маврово, слаб народ е. Гурбечески се снашле некои луѓе, да речеме, во Галичник. Во Галичник напред биле во Џупа овчари. По време самите после се најавени во Галичник. Галичник за време Краљевина Југославија имаше 94.000 овци. Значи, во 5-6 души што има. Значи, а инаку овие села сме гурбечки. Пример да речам Плисеница, повеќе сладкари во Египет. Ростуши исто, некој пример. Значи, се Требиште овие како се одани, значи, нарочито се Скудриње, овие се гурбечето. Тоа гурбетот во тоа време, значи, само се гурбет. Добро, така било пред војната, а за време на војната како се снаоѓа? Втората светска војна, види, Бугарија дојде до Тетово мостон, како више мостот, селото туи што се викат. Групчи. Ту е село, не, ту овие места, ја ли забара. Скудриње во тоа време било 300 куќи. Во свите села овде не е запалено, Скудриње е запалено, 26 се останати од 300 куќи. Дали знаеш која година тоа се случило? 13-та година. А кој го запали? Бугарите. Бугарите во Косовидење вамо, значи. Тоа се знае свегде, бугарите го имеат запалено. И биле во Врбјани, го имеат и Чефалијата уништено. Господинот Милош Милошовски е една од најавторитативните личности од реканскиот регион. Најубавиот дел од својот живот, младоста, ја помина во родното Битуше во реканскиот регион. Еден е од првите директори на тогашното основно училиште Иво Рибар-Лова во Ростуше, Централно основно училиште. Господине Милошовски, кажете ни нешто повеќе како се живееше образованието и лично за вас. Ја дојдов на работа во Ростуше после завршувањето на учителска школа во 1948 година од 1 септември. Пред да се основат седмолетката тогаш во Ростуше, постоеше прогимназија во Манастир. Таа прогимназија во Манастир почна со работа во март 1945 година, а заврши во август 1947 година. Всушност сите тие деца кои за време на војната немале можност да одат на поголемо школување после 4-то оделение, биле во
таа прогимназија и таа работела практично 2,5 години. Јордан Кочишки и жената биле директори, професори, Ружа Бак од Скопје, која била доста истакната личност во образованието, која и го помагала школото во манастир. Од 1947 година прв директор на седмолетката беше даме покојни Милошевски. Тој остана таму 1 година, после тоа дојде Сали Ходжа. Сали Ходжа беше учител во тоа време во осуство и во немање доволно број на кадрови, се основаа летни курсеви од по 3 месеци. Таму учителите се оспособуваат 3 пати по 3 месеци и добиваат диплома за работа со ученици. Меѓу тие беше и Сали Ходжа, инаку доста напреден од покретот. Татко му беше првиот председател на Околискиот народно-ослободителен одбор во Ростушен, и Сали Ходжа остана 4 години директор, а ја дојдов на 1 септември 1948 година по завршувањето на учителската школа на работа во осмолетката. Не помина 3-4 години, Сали Ходжа вика: Милоше, мене не ми е тука местото, вие сте луѓе со редовно учителско образование, ќе предложам да тебе изберат на собранието за директор на седмолетката. И ја таму практично бев 12 години директор. Од 40, од тоа 48 почнав, од 52 до 66 година. Од тие години ќе почна да се создаваат кадри, а таа седмолетка беше и централно место. Деца од Жировница доваѓа, имаме интернат, доваѓа деца од Скудриње, деца од од Присојница, а овие од Жировници и од Скудриње спија. Имаше интернат кај што е сега станот од покојни Трајче Стефановски, тоа беше наша зграда, и дворот кај што е милицијата, тамо беше угледно стопанство на училиштето. Почнаме да работиме, почна да втасуваат наставници со педагошка академија, подоцна дојдоа и професори, да речеме, со завршен факултет, така да школата се екипира добро, а после 7-8 години се формира и седмолетки во Скудриње и во Жировница. Се распушти интернатот, меѓутоа осмолетката, после прерасна седмолетка во осмолетка во Ростуша, се разви во една поугледна установа училишна во крајот наш. Таму работеа многу добри стручњаци, имаме нешто наставници од Струга, од Вевчани доваѓа некои, од Скопје, од Лазарополе беше покојниот писател Симон Дракул, и така, мислиме на добра екипа на наставници, една добра настава, и во тоа време појави интерес тогашниот секретаријат за образование и наука од Скопје, доктор Иван Рибар, да го посети училиштето, бидејќи го носеше името на Иво Лола Рибар. Ја реков со задоволство, али пазите, рече, тој е голема личност, тој беше председател на президиумот на СФРЈ, како ќе се однесувате, а неговата втора сопруга, бидејќи му загинала во војната првата сопруга, Ката Тујшин, тој е начувен хрватски сликар, го придружува со еден од тогашниот извршен совет, од протоколот шефот го пратеше. Ние се добро организиравме, го пречекавме добро, имаме многу добра приредба една во домот, да речеме во народна носија, од сите облеки, да речеме од крајот наш, со еден добар мој реферат, со еден добар пристап, му приредиме еден добар ручек, фати доста риба од Радика, се спреми, за да тој на крајот реше: јас сум бил на повеќе места што го носат името на моето училиште, меѓутоа името на мојот син, меѓутоа вакво училиште и ваков дочек сум немал досега. Јас, бидејќи бев порано завршил педагошка академија ликовна група, имав една слика направена на Иво Лола Рибар, стоеше на вратата, можда Адем се сеќава на таа слика, само не знам сега каде е, дали некаде стои или треба да се најде, би било добро. И тоа беше многу добро. Јас сакав да одам понатамо, да се школувам. Ми помогна многу Бурхан Адеми,
тој беше тоа секретар на општинскиот комитет во Гостивар, сакав да одам на факултетот за политички науки во Белград. Ти рече имаш висша школа, рече ти можеш да одиш таму, меѓутоа таму праќаат кадри од партијата. Ти не си бил на подготовки во Централниот комитет и во Центарот за марксизам, а тоа се тешки 6-7 испити. Реков, ти мене помогни ми, дај ми книги. Што си ти, што се све тоа полага таму, другото не секирај се. И ја ми ги даде тој книги, и јас тогаш седнав за една година, ги спремив сите испити и го положив приемниот испит. Меѓутоа требаше некој да ми обезбеди стипендија. Гостивар, тогаш беше општина, не веруваше дека ја можам да го положам, лесно помогнаа нашите, да речеме, да добијам стипендија. Ја добив таа стипендија во висина на мојата плата 103.000 динари, колку што бев како директор на осмолетката. Јас го положив приемниот испит, а многу луѓе кои ги спремале во Централниот комитет по 6 месеци, кои добија и, да речеме, книжки кои да се сојузни пратеници се возеа, да речеме, бесплатно од Белград до Скопје, секоја сабота доваѓаа со кола за спиење. Јас никакви права немав, се тие 103.000 што ми ги даваа платата. Кога оставив семејство од дома, сметав дека ми треба уште едно поголемо образование. По препорака од деканот на факултетот ме упати да одам на работа во Собранието на Македонија. Меѓутоа имав обврска кон општинското собрание во Гостивар, таму да останам на работа. Во доверба ми реше председателот во тоа време, реше, Милоше, немој да го земаш местото нами, тебе те бараат во Скопје, јас ти речам дека не те пуштаме, али ти замини си за Скопје. Дојдов ја во Скопје, ме поставија за советник во собранието, во просветно-културниот собор, тогаш имае само 2 советника постари, ја трет советник и околу 50 и неколку секретари на комисии и на одбори во собранието. Во пензија сум веќе скоро од 1. ноември 89 година, значи ова ми е 23 година во пензија. Ја не застанав тука, работев, пишував, читав, така да многу ми помогна мојата библиотека, имам многу книги. Често пати одев во моето родно село Битушен. Куртовски Зураб е наставник во Скудриње. Тој ја представува онаа генерација која почна да се школува најпрво во средните училишта, а потоа да заврши и факултет, меѓу првите кои го создадоа кадарот во основното училиште во Скудриње. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Како што ја кажавте, јас сум еден од оние кои што меѓу првите беа во воспитно-образовниот процес вклучени, и како мотив секако беше тоа што во нашето училиште тогаш имаше само 3 помлади наставници, и ние како, да речем, подови ученици сакавме да продолжиме школувањето, и ете тоа токму се остваруваше. Се запишав на гимназија тогаш во Девар, затоа што само Девар беше единствен центар во кој што можеа младите од нашиот регион да го продолжат средното образование. Во другите случаи Гостивар, тоа беа подалечни центри. Некаде тоа беше по завршувањето веднаш на гимназијата. Поради недостаток на наставен кадар, јас имав можност веднаш да се вработам со средно образование. Така да 2 години работев, но после тоа видов дека навистина потребен е наставниот кадар и отидов на редовно школување тоа се запишав на Педагошката академија во Штипка, што дипломирав како наставник по македонски јазик. Веднаш по завршувањето се вратив и почнав нормално да работам на воспитно-образовниот процес. Карактеристично што можам да кажам тогаш, како млад наставник, кога дојдов во основното училиште тогаш Иво Рибар Лела, најдов само една единствена книга, се сеќавам и на насловот "Сребрените снегови" од Живко Чинго, така да со мое залагање веќе почнавме да ја формираме таа училишна библиотека,
која денес има над 5000 книги и во која што и има вработено лице кое што редовно и работи нормално во тој процес. Инаку во текот на школувањето и воопшто на целиот воспитно-образовен процес во селото можам да кажам дека се соочуваме со многу потешкоти. Во самиот почеток недостаток на доволно нагледни средства, недостаток на учебници и учебни помагала. Потоа се јавуваше проблемот со опфатеноста на женските деца во тој период, така да ние како местни наставници бевме во ситуација да вложуваме се и во училиштето, па и надвор од училиштето за да го на еден начин подигнеме и воспитно-образовниот процес и кај женските деца, во што верувам дека и успеавме. Денес, после 35 години, да речам, работен стаж како наставник, јас сум горд што голем број од моите ученици сега се мои колеги, имаме доктори, инженери, така да единственото што жалам во овој момент е иселувањето на нашите, како миграцијата, да речам, за Италија, што представува и проблем на цела река, па и ако не и целата држава. Приказната за едно од поголемите населени места во реканскиот регион Жировница, сметаме дека најубаво ќе ни ја раскаже господинот Латиф Пајковски. Жировница е едно од поголемите села во регионот на Долна река или во општината Маврово и Ростуше, сместено покрај прекрасната Радика, планините Бистра, Кораб, Дешат, во близина на манастирот Свети Јован Бигорски. Жировница е едно од постарите населби, во кој што во овој момент живеат околу 3000 жители. Село кое што секогаш го красело печалбарството. Населението од секогаш и заради конфигурацијата на теренот, и заради можностите од економски просперитет, своите потреби ги барале со работа во странство. Во периодот на 50-60 година, од засега според мене неразјаснети до крај причини, голем број од ова население се исели во Република Турција, така да според поратоците со кои што располагаме, околу 250 фамилии се иселени во Турција, а сега таму представуваат неколку илјадници жители од ова село. Печалбарството во Жировница, иако представува традиционално однесување на луѓето, сепак ова што денес се случува, по многу се разликува од она печалбарство кое што значи економски потреби на населението. Во овој момент 90% од работоспособното население се наоѓа надвор од државата, од Република Македонија. Екзистенцијата ја бараат пред се во Република Италија, Германија, Швајцарија и така натаму и така натаму. Жално е што луѓето овој пат со себе ги понесува сите членови на своите семејства, и жени, и деца, па дури и постари луѓе, татковци и дедовци, од една едноставна причина сметаат дека единствен начин за да можат да создадат нешто во својот живот, во својата кариера, да обезбедат за своите деца, за своите внуци, да направат куќи, е можноста да се вработаат во странство. Така да, од 3000 жители во овој момент во Жировница живеат околу 900 луѓе, што во период кога луѓето не се од странство присутни тука, создава една многу грда слика. Слика на опустошеност, слика на немаштија. Секако ние што тука живееме, тоа најповеќе го чувствуваме, но секој човек кој што и од страна би дошол, првиот впечаток ќе му биде дека и со Жировница, како и другите впрочем рекански села, се случува нешто што се случуваше пред неколку децении во Мјачкиот регион, кога се опустошува цели села. Жално е што односот на сите оние кои што треба да се грижат за ова население, за овој регион, за овие планински предели, за ова погранично подрачје, 50 на години не даде гаранција дека нешто ќе се менува во тој правец.
А исто така е жално што веќе по неколку години нашите луѓе не само што економски екзистираат во странство, туку се помал и помал бројот на оние што се враќаат назад. За среќа, додуше, тие постарите генерации се уште се трудат и да вложат некој денар тука, да изградат некој објект, но нивните деца, нивните внуци, за жал, се помалку и помалку ќе знаат за Река, за Жировница, за Маврово Ростуше, за Бистра, за Галичник, за Македонија. Ние тука се трудиме да сепак организираме некакво си нормално живење. Се трудиме кога луѓето од печалба ќе дојдат да им овозможиме да се чувствуваат навистина како дома, како во своите краишта. Но тоа е многу малку, или тоа е премалку што може да се направи да ги тие луѓе разубеди, иако екзистенцијата ја имаат, ја бараат, ја навоѓаат во странство, сепак она што значи вложување, она што значи развој на капацитети да го прават тука во Жировница. Порано во Жировница имаше околу 300 вработени во предпријатието Бреза, потоа во погон на Металски завод Тито, во училиштето и така натаму. Овој момент во Жировница со се пензионерите има некаде само 60 кои што примаат редовно плата, значи во училиштето и пензионерите, што сметаме дека ќе биде уште полошо во следниот период, затоа што воопшто интересот за вложување, интересот за развој на некаков си стопански капацитет во овој крај, па и во Жировница е замрен. Реканскиот регион е типично печалбарски и изобилува со прекрасни градби. Населеното место Јанче во општина Маврово и Ростуше изобилува со спој помеѓу старата и нова архитектура. Овде може да се сретнат сочувани куќи со богата стара архитектура и заштитени со закон, но истовремено може да се направи и спој на новосоздадени градби, дел се разбира на печалбарите од Реканскиот регион. Зулфо Фейзул, интелектуалец од Требиште, ќе ни раскаже приказната за Требиште, едно од поголемите населени места во општина Маврово и Ростуше. Селото Требиште е едно од поголемите села во областа Река. Моментално брои околу 350 куќи и 1000 посетени жители. Селото Требиште датира уште од втората половина на 16 век, според истражување на македонски академици. Меѓутоа, поголем замах во развојот на Требиште зазема зафаќа, односно периодот после ослободувањето во 1945 година со формирањето на задругата Напредок. Во почетокот задругата Напредок работела со една продавница, односно постаро викана кооперација, со 3-4 вработени луѓе. Исклучиво денос им била трговијата на мало, односно снабдување на населението со основните прехранбени артикли, и дел се занимавала со земјоделие. После периодот од 1970 година задругата Напредок се окрупнува и почнува да се занимава со сточарство, односно со одгој на овци и нормално производство на сточарски производи. Во почетокот имале негде околу
500 до 600 овци, за да во 80-тите години тој број значително се зголеми до 4500 овци. Село Требиште, како и сите други села во Реканскиот регион, после ослободувањето од 45-та година, во периодот од 1952 година го зафаќа и него иселувањето на селаните во Турција, за да потоа, после 1965 година, се оди на други начин на иселување, односно на времена работа во странство, поготово во Германија. Така да многу луѓе таму отидоа на работа во Западна Германија, а да после 1980 и некоја година значителен број од требиштаните заминаа на времена работа во Италија, каде се и денес во голем број. Нормално тие се занимаваат повеќе со газовична работа, дел има други занимања, меѓутоа повеќето се занимаваат со гадежништво. Во моментов, во ова време, Требиште е преполно со луѓе, односно во овој период за новогодишните празници се враќаат назад да се ги посетат своите домови, своите пријатели, роднини, да направат некој свадба, некои други домашни прослави. Како што реков, дека сега нашите требиштани се дојдени во нашиот крај, повеќето тоа го прават, мислам, во летниот период, кога буквално сите се дојдени дома и каде што си ги прават своите свадби, веселби, сите адети. Диле Џафери од Ростуше ќе ни раскаже својата приказна за животот во периодот од 70-тите до 90-тите години, културно-забавниот живот и спортскиот живот во Ростуше и непосредната околина. Периодот од 70-тите до 90-тите години беше еден од најубавите периоди за живење во нашата општина. Ова го викам затоа што во тој период повеќето или крото од народот беше тука, сите беа на некој начин запослени, постојаат два големи комбинати или предпријатија, поточно текстилната фабрика Братство од Ростуше и Скутекс од Скудрине, како и други, кои вработуваа многу луѓе и на тој начин успеавме населението, претежно младото население, да го задржиме тука. Во Ростуше постои дом на култура со богата традиција. Домот екзистира повеќе од 50 години, на тој начин што порано бил како кино, а потоа во него се одржувале разни театарски и други културно-забавни манифестации. Кога го спомнав Братство и текстилната фабрика Единство, сметам дека тие фабрики многу придонесуваа во тоа време и даваа добри средства да се адаптираат овие објекти што ги користиме за културно-забавен живот, со тоа што успеавме да ги донесеме многу естрадни звезди кои настапуваа овде и населението, буквално сите оние познати пеачи и глумци од поранешната Југославија ги виде во овој дом на култура. Исто така се одржуваа и многу спортски надпревари. Овде се одржуваа турнири на мал фудбал на стадионот во Јасикојца, иако стадионите не беа баш адекватни за тие турнири, сепак многу население уживаше кога нивните населени места учествуваа на тие турнири и имаше голема раздвиженост, голема забава. На некој начин успеавме во тој период да направиме и екипи. Поточно тогаш постоеше екипата на Братство од Ростуше, која се такмичеше во Општинската лига Дебар, а потоа и во регионалната лига. Исто така имаше екипа на Единство од Скудрине. На некој начин и спортскиот живот беше многу богат. За разлика од денес, кога самите гледаме дека буквално ништо не се случува со тоа што младите ни се иселија. Значи, овој период, повторно ќе кажам, беше еден од најубавите периоди, а тогаш и ние, како населено место или Ростуше, учествувавме во една голема популарна емисија Знаење и имање, наречена на поранешна бивша Југославија. Хамлет Ахмеди од Ростуше е еден од првите активисти и основачи на невладината организација Рекански бисер од Ростуше. Кажете ни нешто повеќе за тоа.
формира една невладина организација, дојде далечната релативно далечна 99-та година, и интересно беше што целата таа идеја отпочна од страна на една жена, девојка тогаш, Неима Рамадани, од Ростуше, која што собра храброст во тоа тешко време, да не собере сите ние пријатели околу неја, да ни ја образложи таа идеја дека на тој начин треба да се организираме за да си го подобриме животот, и така почнавме. Бевме собрани по голема група, меѓутоа од таа група 10 души цврсто верувавме дека на тој начин може да се организираме, и проектите и идеите некако во тоа време полесно се доаѓаше до средства за реализирање на некои од тие идеи што ги имавме. Реално имавме и многу проблеми, имавме доста полиња за работа. Така да во тој период од страна на една наша пријателка која што ја стекнавме со текот на нашите обуки кои ги имавме во тој сектор, Ракел Раграджо, таа беше директорка на UNDP, тогаш дојде во Ростуше неколку пати, утврди дека имаме потреба во тој момент од запознавање на младите со информатиката, и ни помогна да го отвориме првиот компјутерски информативен центар, во кој што како стручно лице беше работено, и тогаш стекнавме големо искуство во работа, како со компјутери, меѓутоа и во на еден начин стапување во контакт со донатори. Стекнавме доста пријатели од страна на донаторските куќи во Македонија, и негде после 2001-2002 нашата организација имаше една, да речам, експанзија во однос на промоција на проекти и проектни идеи. Во тој период отворивме и отворено училиште со помош на фондацијата Отворено општество, Институт Отворено општество. Во тоа отворено училиште реализиравме низа проекти, да речеме, обуки за информатика, обуки за изучување на странски јазици, курсеви за шиење. Значи, бевме еден вид организатори на целокупниот живот на младите во однос на она неформално образование. Покрај другото, париравме, да речам, на еден начин и во работата на локалната самоуправа тоа време, затоа што ние имавме собствена агенда и во голем дел, да речем, бевме коректори на она што тие не успеваа во тој момент да може да го направат. Нашите идеи за, да речеме, ова промоција на водопадите Дув, на ледничкото езеро Локов, се успешни. Тие проекти кои ги реализиравме денес се познати. На тие места, Локов и Дув, би ги спомнал, денес доаѓаат многу гости. Значи, на еден начин невладиниот сектор тогаш беше промотор на целиот регион и носител на идејата овој регион да живее од туризмот, и оние наши луѓе и млади да си го најдат своето место во општеството во овој регион, а не надвор од место. Се на се би сакал да истакнам дека невладината организација овие 10 години навистина даде доста голем допринос во делот на промоција на, посебно на долнореканскиот крај, во смисла на промоција на оној дел што се вика можност за развој на туризмот, но за жал морам на крајот да констатирам дека иако ова беше правено со голем ентузијазам, со големи човечки достигнувања, да кажам, на сите тие кои што неуморно работеа во оваа невладина организација, мислам дека ефектите се уште и во 2012 не се чувствуваат, и затоа лично сметам дека сега и од оваа позиција од која што се наоѓам, но и исто така би сакал да дадам апел и да ги поттикнем и општинските власти, посебно Националниот парк Маврово, заедно да се заложиме сето ова што
досега е направено, значи би требало да се истото одржува, би требало истото да се надградува, а за тоа да може да се почувствува и директен бенефит од страна на локалното население во смисла на создавање на една комплетна туристичка понуда која што може да даде допринос во делот на економскиот развој на овој регион и посебно на населението. Во Независна република Македонија за прв пат 1996 година беше направена територијална поделба. Тогаш Ростуше доби своја општина. Нејзин прв градоначалник беше господинот Фуат Дурмиши. Првата територијална поделба беше 1996 година. Рековте вие првиот градоначалник бев јас. Почнаме буквално од нула. Значи, иако се носеше законот за територијална поделба, мислам дека тоа беше една голема грешка од страна на државата Република Македонија, бидејќи воопшто не се размислуваше за прво за просторниот проблем. Значи реков почнаме од нула. Првите наши простори во кои што беме сместени беа старите згради изградени многу поодамна во општината Ростуше, тоа населеното село Ростуше. Се сместиме благодарение на владата на Република Македонија, заеднички служби, нели, ни ги дадоа просториите и до ден денес тие простори ние ги користиме, иако апсолутно не одговараат по ниеден услов, меѓутоа како така се снајдоме и почнеме, реков, од нула. Организацијски имаме градоначалник и ништо повеќе. Значи, првиот услов беше да створиме просторни услови во кои што ќе функционира и ќе екзистира општината Маврово Ростуше. Првите состаноци кои што ги држиме, бидејќи реков немаме простори, буквално ги остваруваме во моите простори, тоест во мојата стоматолошка ординација во населеното место село Велебардо. Околу поставеноста на структурата на општината Маврово Ростуше, тоест сегашните државни службеници, значи почнеме со секретар на општината Маврово Ростуше, потоа имаме финансиски директор од страна на Министерството за финансии и подрачна гостија, беше предложено да работиме заедно, меѓутоа апсолутно јас категорички тоа го одбив. Сметав дека е најдобро и најпаметно да со средствата со кои што располагаме да бидат на територијата на општината Маврово Ростуше. И така етапно како што се ствара условите, значи почнеме да науваме опрема, таа опрема полека сите простори ги опремуваме и во првиот мандат стигнаме да се оформиме како институција. Сметам дека постоењето на локалната самоуправа тогаш на Ростуше е идеална работа по однос на инфраструктурата која што треба да се гради на просторот, бидејќи ние како општина која што произлегуваме од тогашната општина Гостивар, многу тешко стигнуваме до средствата од буџетите, тоест од фондот, од разни фондови во Република Македонија, беше многу тешко, а вака со постоењето на локалната самоуправа многу брзо стигнаме до таквите средства буџетски, кои што апсолутно евидентно дека се изградија доста на нашите простори, бидејќи беме, реков, хендикепираме негде околу 150 села кои што екзистираа на територијата на тогашната општина Ростуше. Сите ние знаеме и свести сме и го паметиме многу одамна тоа дека таквите села и таквите средства многу тешко доаѓаат до нас. Значи, длабоко сум убеден дека постоењето на институцијата локална самоуправа е убава работа за граѓани. Со последната територијална поделба, нели, која што се направи, тоа е втората територијална поделба, 83 општини, градот Скопје 84, не споја со општината Маврово Ростуше. Сметам дека е позитивна работа тој простор да биде заеднички, значи општина Маврово Ростуше. Ги искористиме просториите кои што се наоѓаа во тогашната општина Маврово, оставиме оделението за урбанизам во општината Маврово Ростуше, кое што сметам дека е логички да остане на тој простор, бидејќи единствен дел како урбана средина
во новата општина Маврово Ростуше и е Мавровскиот дел, каде што имаме еден мал простор со детален урбанистички план. Сметам дека со развојот и со децентрализацијата дека одредени ингеренции ќе се префрлат на локалната самоуправа и ќе почне локалната самоуправа да се развија многу пошироко. Меѓутоа јас сум длабоко убеден дека бројката која што добиваме од буџетот на Република Македонија како 3% мора да биде двоцифрена за да имаме развој и перспектива на тие простори. Господинот Мукрем Мехмеди е актуелен градоначалник на општина Маврово Ростуше и ќе не запознае со личната карта на локалната самоуправа Маврово и Ростуше и нејзините актуелни проблеми и приоритети. Општина Маврово Ростуше представува една од поголемите општини во Република Македонија со 682 километри квадратни и 8618 жители по последниот попис кој што беше одржан 2001 година. Во нашата општина има 42 населени места, од кои што барем 15 се со активно население. Нашата општина изобилува со мощно богато природно наследство, како исто така и со културно наследство. Пред се од причини што нашата општина е и национален парк, значи територија од втората категорија заштитена, представува мощне атрактивна општина како за развој на планинскиот туризам, така и за воопшто за комплетно за руралниот туризам. Во општината исто така постои реални услови за развој на мало и средно стопанство. Ние како општина во тој дел и веќе отпочнавме со урбанизација, односно изготвување на урбанистички планови по атрактивните места околу реката Радика, како и помош за изградба на хотели и викендички во Мавровскиот регион. Локалната самоуправа Маврово и Ростуше е типично печалбарска општина. Поголем дел од жителите се во западноевропските земји и се разбира поголемиот дел од нив размислуваат да се вратат во родниот крај, да инвестираат во него. Што на овој план може да им понуди локалната самоуправа? Значи, локалната самоуправа, како што спомнав, отпочна со изготвување на урбанистички планови, односно целта ни е пред се да формираме мали мини индустријски зони кои што ќе се наоѓаат по текот на реката Радика, што значи предложени се зони во кои што ќе се развие малото и средно стопанство, пред се развој на оние незагадувачки индустрии и производство на здрава и еколошка храна, која што навистина како подрачје ја постои како заштитено подрачје. Покрај тоа и помош на нашето население во развој на руралниот туризам, односно помош на повеќе за изградба на повеќе сместувачки капацитети. Такви веќе локации имаме понудени во Маврово, имаме за локации за изградба на хотели, викендици и други сместувачки капацитети.